Она што така како еден интересен настан се случи минатата недела, поточно на 15 јануари, беше одбележувањето на 25 години од интернет енциклопедијата Википедија. Ние утринава со Марко велиме, ние раставме во времето на Википедија и ако денешната младина се поврзува со ChatGPT најмногу, ние се поврзувавме секогаш со Википедија. И сега, кога таа се уште е најпознатата енциклопедија и најрелевантна, нашето прво прашање до нашите соговорници беше дали веќе има информации за приказната за Силјан. И тие ќе ни го дадат одговорот, а нашето друштво во студиото, Тони Ристовски до мене, Снежана Штрковска како извршен директор на Википедија Македонија и заедно со нас е Јован Тасевски. Добро утро за сите вас и честитки за големиот јубилеј кој што го одбележавте на многу убав начин, како што велите вие. Ќе имаме фотографии преку кои што ќе споделиме како сето тоа поминало. Јас знаеш како би рекол, растевме со 1000 зошто 1000 затоа, ама потоа кога добивме Википедија, веќе некако ги подзаборавивме. Интернет енциклопедија. Останаа во биографиите таму негде. Тие работи. Тоа е преминот од печатените на дигиталниот. Така. И сега веќе Тони ми потврдиме информации за приказната за Силјан. Како оди тоа ажурирање на податоци, кои се може да ги впише на Википедија, а при тоа да бидат нели одобрени дека тоа се релевантни, затоа што за разлика од ChatGPT каде што некогаш не се баш најрелевантни информациите, тука имаме само точни податоци. Па наједноставно кажано е дека секој може да ја уредува Википедија и тоа е точно. Секој кој има пристап до интернет може да се најави, а дури не мора ни да се најави со свое корисничко име и да внесе некое уредување кое тој или таа има интерес или пак има материјали за тоа. Подоцна ние како Википедија на македонски јазик имаме воведено систем на одреден вид на проверка, од тоа е дека таа промена нема да биде видлива за пошироката јавност, се додека некој од 11 администратори не ја провери. Меѓу нив сме и јас и Жана, но секој, например, уредник кој на некој одредена степен, например, еве Марко да го земаме за пример, има уредување 100 по утекот на месецот, ние администраторите му даваме него автоматски да му се прифаќаат неговите уредувања и со тоа значи дека таа проверка популарно кажано јас сум админ веќе тука. Па не, него не добиваш дополнителна проверка од нас. Тоа е да си одлесниме нашата работа. Јасно. Меѓутоа убаво кажавте, Тони, дека секој од нас ако поседува некаков си бизнис или сака нешто да си даде дали за својата компанија некаква, не знам, сега ќе кажете кои се условите кои што треба да се исполнат, да речеме сега, не знам, ако сакаме за некој маркет да одиме, дали Википедија го возможува или кои се може да ги има условите за да се најде на Википедија денеска, бидејќи нели со почеток нели на организацијата. Да. Кој ги исполнува условите, да речеме, или very important person, нели добри многу значени луѓе кои што сака да се ги стават податоците, да речеме на интернет. Може јас нешто да кажам тука, да. Повелете. Вака сега на Википедија е сепак енциклопедија, тој дел го забораваат луѓето. Затоа не може било кој маркет или било комерцијалност, некаква. Не, тоа се брише. Тоа се брише. И секогаш еден убав пример ми е, например, винарија Тиквеш. Винарија Тиквеш, ако пишуваат за себе, ти ќе видиш на нивната веб страна или на нивните брошури што ги делат. Меѓутоа, таму има ние сме најдобри, ние сме ова, ние сме она. Тоа не е енциклопедиски. Енциклопедиски е дека винарија Тиквеш е основана тогаш и тогаш, таму и таму, тие и тие работи, ова и ова. Има лозија, нема лозија, вакви вина од гледува. Некои историски, биографски податоци, така. Да, тоа е енциклопедија, факти. Да. Затоа што секој сака да се најде на Википедија денеска, колку и да го можеби нели сега ние обструираме патот, еве сега доаѓа ChatGPT или така натаму нешто што нели генерира веднаш информации за вас паметно нешто, сепак кога ќе пишете на Google ЦЦ или утринска антилма, прво нешто што ќе искочи ќе биде Википедија. Така е, ние цело време се соочуваме со тоа дека некој сака да си направи своја статија за себе на Википедија, но како што кажа и Жана, енциклопедијата, особено Википедија, има три начала, значи до кои ние се држиме. Тоа е да нема оригинално истражување, не сме некој сам за себе врз основа нешто истражувал и сега нигде не е објавено ни потврдено од некој и тоа го внесе на Википедија. Мора да биде
проверливо, значи да има извори, некој друг да го спомене тоа што ти сакаш да го кажеш. Например, ако ти си најдобар како еве за Стилјан, приказната за Стилјан, не можеш Тамара Котовска да каже дека филмот е најдобар, туку треба некој друг да има рецензии, критичари кои што дале некакви или доделиле некаква можеби. Точно така. Значи мора да исполни некои работи и на крајот од се најбитно е да бидеш неутрален. Во смисла дека самиот текст, стил на пишување мора да биде енциклопедиски и неутрален, да нема зборови уфрлени како што се комерцијалните. Снежана, 25 години од интернет енциклопедијата Википедија. Како помина прославата, што за вас значат овие 25 години функционирање, секојдневна посветеност? Па добро, вака, значи, роден ден на Википедија на 15 јануари, основана е 2001 година во Америка, тоа е англиската, што би рекле ние, Википедија на англиски јазик. Веднаш после тоа се вклучени и другите јазици. Кога Македонија се вклучува? Македонија 2023 септември некаде. 2003. Трета. Да. Добро, да. Се извинувам, да. 2003 септември некаде, значи подоцна, така да сите други јазици се вклучуваат подоцна. Меѓутоа, земено е во цел свет сите википедијанци 15 јануари го обележуваме секоја година, обично со торта и ќе се собереме меѓу себе. Ете ја торта тако. Да. Среќен роден ден. Да. Со тоа што кога е јубилејно како сега 25 години, например на 20 беше тоа, на 15, на 10, ние се собравме исто така и да одржиме некој вид на говор за нешто што е постигнувано во тој период. Јас сум вклучена во Википедија од 2008 година, значи 2007 таму некаде септември, октомври прв пат ја направив корисничка сметка, меѓутоа ништо не работев, само чекав некој да ми објасни што треба. Да бидете дел од заедницата. Па погрешно ме предизвика да си направам реклама. Тоа што не сме, да. Меѓутоа, кога ги дознав нештота, после ми дојде интересно да... Волонтерски е тоа, значи седиш и од дома кога нема што да правиш. Навечер нема добар филм, нема на Facebook, на блог, тоа време блогирај постоеше и така. Нема ништо интересно. Па што ќе правам, ајде времето корисно ќе го поминам, на Википедија тоа што ќе го напишам ќе стои и ќе го читаат луѓе натамо. И така. Така се случи, така започна се и така продолжи приказната. Меѓу другото ќе потсетиме, нема ништо подобро кога денес и ние како медиум можеби се бориме против, да речам, пороците кога, да речеме, младината или голем дел од нас не го употребуваат македонскиот стандарден литературен јазик. Википедија тоа некако го возможува благодарение вам и сите чинители, да речеме. Дали има покрај вас некој кој што тоа лекторски го убаво интерпункцијски го следува синтаксички? Јас сум лектор, ама не ме плаќаат за да бидам лектор. Сега автоматски кога пишувам не ги правам грешките во секој случај, меѓутоа еве и Јован проверува статии, да речеме, го знае доволно македонскиот јазик, така да ние имаме и повеќе луѓе кои проверуваат. Не мора да се лектори, треба само да знаат. Да се добри познавачи на македонскиот литературен јазик. Еве Јован, која е твојата улога конкретно во Википедија на македонски јазик? Може ли да ни споделиш кои се можеби најбараните, најкликаните содржини кои што луѓето во нашата земја, ако имате веќе такви податоци, ги истражуваат или ги бараат на Википедија? За 2025 година конкретно беа сите политички статии. Добро, тоа е за жал нашата реалност. Зашто мислите дека ќе кажеш? Поради изборите. Добра. Но јас сум член од 2017 година, уште од средно училиште. Снежана дојде со незиното друштво, Сдружение на граѓани, што беше друго претходно, па двете се споја заедно и сега сме Викимедија Македонија, каде што ни одржаа обука во средното училиште Јосип Броз Тито, и од таму ми се развива мене љубовта кон придонесување на Википедија и се останато, па сега еве до ден денеска сум овде после за уште малку 10 години. Колку во средно училиште ја користеше Википедија, колку ти помагаше Википедија во процесот на образование, надградба или најчесто кога ќе ни даде семинарски или не знам нешто да се пишува, првиот избор беше првиот повик за помош беше секогаш Википедија. Да, па и мислам и до ден денес дека пред се како што напоменивте тие вештачки интелигенции како ChatGPT уште црпат информација од Википедија, но и од други многу страници, па ги поврзуваат сите тие информации, но првично од Википедија, бидејќи и на нив и на тој систем е најрелевантен извор, па затоа ги влечат повторно.
ако споминавме можеби дека 2025 беше можеби најмногу генерирана со податоци од политичките партии, колку соработката денеска со еве да речеме институциите, образовни, културни, би ги набројал научни, и дали тие се уште некако ја препознаваат Википедија како некој свој партнер? Дали има да речеме наши институции кои што катадневно се ги ажурираат своите информации, да речеме, нели, не знам. Па најчесто нас не се обраќаат да им ажурираме. Кога ќе се промени директор, да речеме, или нешто, ако имаат нови содржини, некои кои се енциклопедиски може да се стават. Некои музеи со кои соработуваме исто така се обраќаат, библиотеки и така натаму. А инаку, што значи за еден мал јазик, не сакам да го употребам тој термин мал, меѓутоа ајде да речеме, нели, со мал фонд на зборови. Со мал фонд на зборови, како македонскиот денеска да речеме добро се промовира низ Википедија, ако имате некакви податоци, и колку можеби во моментот статии има на македонски на Википедија? Може би јас тоа да одговорам. 158.000 надминавме баш за време на роденденот на 15 јануари. Што не прави најголема македонска енциклопедија што постои. Имено, мислам, освен неуспешниот обид на Ману да издаде енциклопедија на македонски јазик, во Македонија немало друга енциклопедија. Така да ние сме единствена, но и најголема, може да кажеме во исто време. Најопсежна, така. Но бидејќи дел од мојата работа е да проверам како се движи јазикот врз основа на другиве изданија на Википедија, имам истражено и дознаено дека ние стоиме доста добро. Мерки, земени мерки во тоа се дека, например, број на говорители и број на статии. Бидејќи ако земеме во предвид дека соседната Србија, која има 8 милиони жители, има околу 600.000 статии, што е само 4 пати повеќе, не е сразмерно. Нашиот број на говорители не е 2 милиони, тука е 1,5 милиони, како што знаеме, иако сите сме некако историски со тој 2 милиони, но како реално и говорители на македонски јазик. А колку инаку дневно корисници, чинители има, да речеме, кои што ги ажурираат податоците и сакаат да ви помогнат и вам, да речеме, со некакви податоци? Има, да речеме, некој кој што, како вам, некогаш му е некаква задача на денот да појде во Википедија да си ги пише некакви податоци, и на каков начин, можеби, нели, во текот на денот е тоа отворено, и кога веднаш може да речеме, за колку време вие давате потврда дека тоа е проверено, може да оди во етер? 15-тина, јас би рекол дека се активни преку... Да, активни постојано, да. Постојано. Тоа се луѓе кои од прилика и се знаеме меѓу себе, затоа што сме одамна на Википедија и се е тоа волонтерски. Некој сака да пишува на спорт. Исклучиво про боно работите? Да. Мислам, Википедија е тоа, немам да. Дали ние работиме и друго, ама за тоа другото сме платени, ама не за пишување на Википедија. Да. И сега во вашите податоци кои што ги најдовме, вели дека постојат 342 активни јазични верзии на Википедија, но не постојат толку земји во светот. Па не се на земји. Што значат овие активни јазични верзии? Па еве најдобар пример да доловам и на гледачите кај нас тука во Македонија е дека постои Википедија на влашки јазик со само 1500 статии, бидејќи тоа е малцински јазик, не е ни стандардизиран. Ние сме имале дури и обид да работиме со нив. Имаме сватено дека самите тие немаат пишана форма. Дури постои Википедија во инкубатор, тоа што викаме дека, например, треба да се види дали би се развило, па подоцна би се пуштило како официјална верзија на балкански ромски јазик. Така да, вакви јазици има доста, значи вклучувајќи ги малцинските јазици, затоа има повеќе верзии, јазични верзии од бројот на земји. Јован, имате ли соработка на балканско ниво, можеби со Википедија од Србија, Википедија од Бугарија, од Хрватска, од соседството, дали можеби на европско ниво имате некакви конференции, не знам, на годишно ниво со кои што каде што се среќавате, можеби се разменуваат нели контакти, се остваруваат некаков тип на поинакви соработки? Да, имаме и сега ќе ви доловам. Претходна година, на пример, имаше за прв пат во историјата исклучиво за млади конференција. Под 30 на години, учесници што уредуваат на Википедија од целиот свет, мислам дека од 100 држави беа поканети, вклучувајќи мене и уште
две девојчиња од Македонија. Беше ти токму таму? Да, токму Каде таму. се одржуваше? Во Чешка, во Прага. Добро. И што се случува еве Тоа кога беше тродневен настан, представен од Викимедија Чешка, тоа е Викимедијното здружение што го представува чешкиот јазик и не поканија сите таму за да си размениме мислење како функционираат у нашите држави, нивните јазични изданија. И тоа беше искрено одлично искуство за мене, каде што можеме да сретнам млади како мене, бидејќи имам 23 години само, и да си споделиме наше секојдневие на Википедија, да научиш нешто нив и они од мене и да се вратам тука и да го практикувам во нашето. Да го пренесеш. Дали можеби за оваа 2026 година има никакви најави за никаква дружба, никаква таква конференција, собир на поголем број? Исклучимо за млади не, но има 2 годишно што се прават за Википедија на европско ниво, се организира во рамките на Европа и европските држави јазици. Ќе има таква година или? Да, ќе има. Добро. Мислам дека во Романија ќе биде оваа година. И има на светско ниво што ќе биде во Париз. Добро. Да. Ќе бидете дел од овие два големи настани? Зависно дали ќе ни изберат дека се конкурира таму, се да. конкурира. Добро. Да, ни доделуваат стипендии. Да. Да. На тој принцип, но на здруженијата некогаш што колку има средства и праќа своји Може луѓе. сами да ги прати така. Секој пат велам, обкружи се со мудрост, да зрачиш мудрост. И нели како велат, човекот ќе го видиш и како е неговото обкружување, нели по сензибилитет ќе сречеш соодветна за мене. Претпоставам дека кај вас секој сака да биде во друштво, затоа што чинам дека во овие години работење со Википедија не само што зрачите мудрост, туку претпоставам дека со тие податоци кои што можеби и други помагаат да се и ревидираат некои датуми, да се надополнат некои работи на Википедија, практично вие сами станувате една енциклопедија на знаењето и искуството. Претпоставам дека тоа ви го донесе секој од вас можеби да го потврди истото, Википедија, да зрачите со мудрост и заедно, бидејќи секој ден почитате работи кои што некој пат нели се нешто ново и за не би ги вашиот прочитал светежок. да не беше тоа. Да, практично да седнам со вас на маса, сигурно за Добро, се нешто имате познаваме- некакви одговори. Да. Познаваме имаме разни информации за многу разни теми, кои случајно сме ги начекале на Википедија. Еднаш беше баш таква смешна една ситуација, кај што бевме википедијанци собрани и еден понов википедијанец и ние нешто дискутиравме на некој не дискутиравме википедијански, туку и сега другава особа што беше понова, таа исто википедијанец вика: па добро, од кај ги знаете овие работи? На Википедија го имате. Како од кај ги знаме, тоа е нашето секојдневие. Тоа веламе сека книгата е вистина прозорец Да. кон светот. Во случајот и Википедија е некако прозорец кон Како не? светот и нема ништо побаво кога и со различни култури заедници во светот ќе се поврзате, а Википедија поврзува една работа. Тие се истите информации на кој јазик да го прочитате, меѓутоа нели може да влезете во конверзација, нели мислам да имате дијалози да ги размените искуствата. Па добро, заради статиите не знам, меѓутоа заради начинот на кој работат, заради темите што ги интересираат. Например, има бугарски википедијанци кои пишуваат само за Македонија. Значи да се чудиш. Нашите овдека сакаат да пишуваат за друго, тони пишува за велосипедизам. Мене да ме отепаш онака нема да пише за велосипедизам. Не ме интересира тоа, знаеш. Има википедијанци кои пишуваат само за спорт, има кои пишуваат само за историја, има кои Значи, тоа е сега, кога ќе се сретнеме со други википедијанци на тие конференции, можеш да си направиш а зашто пишуваш ти на твоето? Јасно. Да. Токму и тоа е проблемот заради кој одговорот на некој од тоа што прашуваат зашто за некоја тема нема статии или нема содржина на таа Википедија. Тоа е затоа што како што веќе уцрливме, ние не сме платени и секој пишува во основа на своите интереси. Врз основа на тоа што го И интересира. ако некој не го најдеш кој е заинтересиран за таа тема, нормално е дека Има да добро има статии, повик до младите и без разлика и до возрастните, до сите оние кои што сите. имаат желба да пишуваат за одредени теми, да ви се приклучат во тимот и да станат википедијанци, како што вели Снежана. википедијанци. Да, некаде пред крајот би сакала, бидејќи Тони спомена 1000 зошто 1000 затоа, премин од Хартија, да. Печатена сфера, верзија. од таа ера во дигиталниот свет. Но веќе и овој дигитален свет во кој што живееме, нели од година во година веќе некако рапидно се менува. Па навистина какво е значењето на Википедија, на оваа енциклопедија во ова денешно време? Кое што го живееме сега. Влијанието на вештачката интелигенција
уште не знаеме какво ќе биде врзу самата Википедија и останува да го видиме, но можам да кажам дека значи самата фондација што е во Сан Франциско, која е како некој правен застапник за Википедија, ја има кампањата во суштина дека знаењето е човечко. Во смисла дека Википедија е напишана од 250.000 волонтери, се работи за луѓе, и дека авторски подготвено направено. На нив им значи, додека на вештачката интелигенција секоја содржина е изработена на вештачки начин и преку и често пати со грешки. Барем сега, во овој период. Тоа велиме си уште таму не може да се најдат најрелевантни податоци. Ја пак ќе кажам многу, но не се секогаш најрелевантни. Да, прости на дигресија. Значи има една работа што денеска кога го користиме да речеме ChatGPT или други да речеме или платформи кои што се базирани со вештачката интелигенција, за жал некој пат потврдуваат и во транскрипцијата. Да. Меѓутоа, најважното тоа што вие го правите како учинители на Википедија Македонија е тоа што го споделувате македонскиот, односно промовираме македонскиот јазик, па така што ChatGPT и оттаму црпи информации, па транскрипцијата токму благодарение на Википедија може да биде и отчетна на македонски јазик. Ја тоа велам дека многу поинаква е стратегијата, односно тоа што вие како наследство го оставате на оваа платформа. Па да, ние создаваме и локално знаење. Имено, мислам не постои подобар пример како може да се промовира една јазична култура во случајот како што е Википедија. Сте запрашале со оглед на тоа дека вела дека 2026 вистина ќе биде година на тенденција, не знам дали ќе биде, ама сигурно ќе биде нахално промовирањето на вештачката интелигенција, што нели треба да се држи балансот. Како ја гледате Википедија, може би за 5 години, за 10 години, дали некакви предизвици и ќе се соочи може би некако, или да речеме самата платформа? Сигурно ќе има, како што и реков, но тоа ќе зависи од сите здруженија, ограноци, не само нашето, на македонски јазик, него и сите други. И глобално зависи како ќе се одлучи врз основа нели фондацијата, сите тие чинители во самата Википедија. Ако не се лажам, на крајот на месецов има конференција само за одредени организации, мислам дека беа поканети, не сме, мислам дека од кај нас нема да има представник, во Франкфурт во Германија, Futures Lab, во која ќе се дискутира токму за дел од овие теми. Мината на Википедија во Канаса како ќе така? Па заканите, пред се заканите, и не е само вештачката интелигенција, Википедија е под голем притисок, особено во Америка, на дезинформации, на администрацијата на Трамп, дека се соочува со ширење на лаги, невистини, фейк ньюс и така натаму, ама тоа не е ни прв пат за Википедија да се соочи со таков удар. Таков удар, бидејќи во Турција беше забранета 5 години заради тоа што на Ердоган не му се допаѓало некое зборче кое било споменато таму. Има ли вака други некои интересни примери од светски рамки кои што можеме да ги споделиме во однос на предизвиците со кои што се соочувала Википедија низ годините? Некој пат кога сте биле банирани во нешто, а сепак постоело како податок и така натаму, па се барало веднаш да се елиминира и Па така. не, тоа за Македонија кога сме пишувале на англиската Википедија, Википедија на англиски јазик. И таму сме се судирале со грците и со бугарите. Пак се тоа политички удари. Политички, да. Има кај нас, например, кај нас е деве, тоа ја би кажувала. Со годиниве наназад, значи откако сум википедијанец и сум активна на Википедија, се случи да речеме еднаш да влезе некој од Грција што не разбира македонски, меѓутоа затоа што се поврзани соодветните статии и преку својата влегол македонски, ја избриша цела, имаше напишано Александар из Грик. И само толку ја избриша цела за Александар македонски. Политички провокации, ја вративме назад, тоа не е проблем. Потоа многу, да речеме, мене што ми било интересно, кога сме имале помал број на статии,
им дале за лектиране која на учениците и тие доаѓаат и пишуваат. Знаат некој до толку и ќе напише, ајде пишете за оваа лектира да препишам. И тоа Какви имало, барања од младите. барања, да. Добро, да, интересно е да се работи и со младите и интересен е податокот дека и младите ја користат Википедија, освен што ви бараат да напишете некакви податоци, факт е дека навистина се инспирираат за многу бројни нивни трудови. Кога одиме например на обуки, еве 10 години како оваа година е како постои Вики клуб во кој ученици од средните и основните поголеми оделенија ги обучуваме за Википедија, ако ништо друго да знаат да не прават бели на Википедија, например, да знаат што е тоа, ако не па некој ќе се најде еве како Јован и многу други кои пишувале после тоа. И добивале и награди, им организираме наградни во соработка со амбасади. Тоа беше интересно минатата година со Словенија, пред тоа со запознатите Словенија, па пишуваат цел месец од дома, обучени беа како да пишуваат, ги прегледувавме 800 статии имаше, можете да замислите тоа кога ги прегледавме сите, па да ги прегледаме, да ги одобриме, па негде сгрешиле, па да ги поправиш и се тоа, да, и на крај амбасадорот им доделува награда, например, на 5 најдобри. Тоа се уште функционира во училишта да одите и да ги... Да, уште функционира и секогаш прво што кажувам, велам, син ми која беше во школа, сега е завршен тој одамна, и ќе дојдеше дома и ќе речеше имаме за домашна ова да напишеме и учителката ни рече, наставничката, најдете на Википедија. Викам, ако нема на Википедија, кој го напишал тоа? Седнал некој да го напише? Да. Затоа правиме и наградни, например, уредувања, за да ги натераме луѓето википедијанците како мотивација за награда да пишат на одредена тема, она што тој ни рече, не ги интересира таа тема, вака ќе се Тогаш да ги поканиме сите, и младите, и возрастните, сите кои што сакаат да станат википедијанци, или да го дадат свој придонес. Тоа ќе беше и моето последно прашање до вас, Тони, Снежана и Јован. Во овој момент сите кои што не гледаат, може ќе го гледаат повторно, ќе кажам репризново издание, за да ја поддржат иницијативата и понатаму да опстои Википедија уште подобра да биде нели отчетна за сите корисници, кои информации можеби ви се најпотребни, затоа што тоа е сепак на некој начин архив кој што останува и не може да се елиминира и избрише, со оглед на тоа дека некој пат бараме некакви ресурси, сакаме податоци, нели датуми и така натаму. Еве да ги замолиме сите кои што поседуваат некакви приказни и така натаму. Еве неважно, какво и да е. Влијанието свој секој од нас го има. Кои ви се, да речеме, најпотребни историски, музички, филмски, кои податоци се најпотребни во моментот за Википедија да се надополни во моментот? Каде, да речеме, најмногу има најмалку податоци. Да, јас само да кажам секогаш ова кога ќе луѓето мислат дека треба некој да поседува приказна за да ја напише. Не, некој треба да има знаење на некоја тема. Ако имаш знаење на некоја тема, тогаш можеш да знаеш од кои книги да седнеш тоа да го напишеш. Тогаш можеш да знаеш од кои веб страници, интернет страници што се на македонски јазик напишани и постојат, или можеш да ги исцрпиш тие информации за да ја напишеш таа статија. Инаку нема, ние правиме например многу често и обуки ние правиме, значи за како се пишува, како се работи, да не се мисли некој седнал напишал па сме го избришале па се лути. Може е во ред, меѓутоа ако некој го напишал тоа за 5-10-15 минути, а ја треба да поминам неколку сати за да го испопроверам, да го направам, да му ставам наводи, референции, извори, подкрепа, едно, друго, трето, па поарно ќе го избришам одново, ќе го правиме отколку да губам многу време. Па не е тоа авторски, ништо не е на Википедија, не е авторски. Да, а освен што се пишува во страницата за историја кој го создал, како што кажува Жана, не е авторски дека тоа е твое дело, бидејќи секоја статија... Не е твое дело, да, меѓутоа ми се случува дискрепанца, сепак тоа не е ваше дело, меѓутоа вие да седнете да го направите и линк да имате до таму да се додизорате, пак некоја своја авторизација која што сте дале време придонес. Да, тоа е збирот на извори, во кој ти го даваш после стилот, како ќе ги вградиш тие извори. Точно, да, е затоа што сепак го лекторирате, го средувате синтаксиски, интерпретацијски. Но не е дека на крајот ќе стои твоето име, тоа така е Жана. Да, во таа смисла, бидејќи секој може да влезе и да додаде, да промени.
Јасно. Значи, ако е твое авторско, треба да не го чекаат, а ова За не да е. станеме А јас само би повикал дека може да сме веќе и при крајот, само би Што малци ќе пробиме во вести, така што е една минута за да финишираме. повикал Може. дека само да нас ни требаат луѓе, а не материјали. Колку што е секој да може да уредува и најмалку и една статија месечно, тоа би ни значило Секој придонес е значаен. Да, Се и на надам тоа дека и нека ние биде повикот. придонесовме денеска, макар да го Секој случај, искромовираме да. всушност вашето значење и овие 25 години на Википедија останете достоинствени како и понатаму, како и И досега. истрени во работата, да. И ќе видиме Фала. тука за и следни јубилеи и значени мигови кои што ги имате. Овој. И па вака непланирано, но со вас ја заокружуваме денешната вторнична утринска Ова и никој пат се нема случајно, ама убав на беше Телма, добар да. беше разговорот. Кога е да. убав разговорот и кога се убави содржините, не е на одмак За да Телма се телевизија продолжи постојат никоја податоци на минута. Википедија? Па ќе провериш ти како дека постои и за утринска Треба и за се. утринска да ставиме, гледаш, никој пат Да. не стигна. Бидејќи годинава и ние правиме 10 години. Тоа нема лош юбилеј. Фала ви многу, фала ви и на благодарност. нашите гледачи кои што овој вторник од рано наутро се дружеа со нас, со сите оние гости кои што ги имавме денес и со сите содржини кои што ви ги пласиравме. Се надевам дека уживавте.